Од десната страна на Црна река, во пазувите на убавата Плакенска планина, се наоѓа селото Слоештица, на 770 метри надморска височина. Селото е ритско, го красат убави двоспратни куќи со карактеристична македонска архитектура, има неколку цркви и манастири и организирана инфраструктура. Во 50-тите години од минатиот век селото имало 90 куќи и 800 жители. За жал, миграцијата село-град си го направила своето, па денес во Слоештица се останати само малкумина. Недопрената природа, зеленилото околу нас и двете реки Големача и Левача, кои поминуваат низ селото, не оставаат без здив. Но, за природата, за бурната историја на селото и за великаните која ова село ни ги даде, ќе зборуваме во некоја друга прилика. Денес дојдени сме овде да ги видиме валајците, чудните, интересни древни машини за перење. Тие се многу едноставни и практични. Водата од потокот преку дрвен канал паѓа во дрвеното корито од височина од неколку метри. Со својата сила прави вртлок кој ги вала јамболиите или било што друго да ставите во коритото. Валајците се горе на селото, наредени долж потоците. Ги има десетина. Сите сокриени во густата шума. Само жуборот на водата, која паѓа во дрвените корита, ни навестува дека сме на вистинското место. Напролет и налето тука било вистинска врвулица. Жителите од селото ги переле јамболиите, килимите, чергите и рубата. За жал, сега нема кој да ги користи. Жуборот на водата од валајците се слуша надалеку. Жуборот чиниш си разговараат меѓу себе. И нив, како да им недостасува смејата на селаните, песните на момчињата и девојките и джагорот од детската игра. А некогаш, не така одамна, овде налето се чекало ред за перење. Црвените јамболии и шарените килими биле распослани за сушење на оградите, украсувајќи ја околината и зелената шума. Денес, по некој добронамерник или турист ќе намине во селото, ќе се воодушеви од умешноста на градителите, ќе се разлади во блиската кафејана и ќе се замине. А валајците, тие ќе си продолжат со својата работа. Неуморни се. Нашите прадедовци ги направиле да траат 100 години, за да можат и нашите внуци да ги користат. Се додека има вода во потоците, тие ќе ја вртат и ќе ги чекаат своите селани. А ние ќе снимаме, ќе фотографираме, ќе бележиме и ќе раскажуваме, секаде и секому, за да не се заборави времето на валајците.